Не сум некој што верува во теории на заговор, но премногу ми беше сомнително што за краток временски период. Еве од летово се случија толку пожари што навистина не може да станува збор за случајност. Да трнеме од шумските. Секоја година Македонија има проблеми со ваков вид на пожари, но ова лето за прв пат имаше во околината на Скопје. Фалеше уште водно да ни се запали. Потоа се случи Вардариште, депонија која е рак рана на Скопје со децени, ама сега одеднаш пред избори се случуваат пожари кои го прават воздухот отровен. Па Дрисла, и то не еднаш во Дрисла, туку како пожарите ќе се изгасна, на другата страна одма друг се појавува. И тоа во јавно предпријатие, чиј директор е од ДУИ. Како тоа да не беше доволно, па ни се случи Трубарево. И тоа не е обичен пожар, туку се запали отпад за кабли, акумулатори, батерии и слично. Пожар кој едва и се гаси, кој упасно го загади воздухот со честички кои не можеме да ги измериме. Како Вардариште и Дрисла да не беа доволни, нели навикнати сме на обични пожари, па мораше да се случи ваков нетипичен во Трубарево за да предизвика реакција, да се разгневи народот на кого му е доидено до точка на заверување. И на крај, сервис за автомобили, кој да не беше брзата и ефикасна акција на пожарникарите, не само што ќе го дотруеше воздухот, туку ќе се проширеше на објекти во кои има луѓе, па не дај Боже можеше да имаме жртва. И сега навистина некој ќе ми рече дека сето ова е случајност. Не мислите дека се премногу коинциденции, премногу случајности за да биде случајно? И тоа са на само неколку месеци пред избори. Не можам директно со прст да посочам кој стои зад ова. Ете, не можам да ги обвинам ни СДСМ ни ДУИ, но можам слободно да кажам дека после секоја ваква трагедија тие се најгласни и тие имаат најмногу ќар од сето ова. А каде има чад, има и оган.